Ненасител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Попладнени вести во 16. Денеска гледаме. 23 нови лица на списокот на обвинителството од проширената истрага за трагедијата во Кочани. Има поранешни и актуелни функционери. Косово и Македонија со една точка на контрола на граничниот премин Блаце ќе овозможили побрз проток на патници. Остри реакции за предлогот на владата за нов начин на пресметка на потрошувачката кошница. Втора година поред во Скопје, Лазарова поворка за Лазарова сабота. Вучич ги собира своите приврзаници од цела Србија. А во овие вести детали за проширената истрага на обвинителството за трагедијата во Кочани. Добар ден, останете овде. Почнуваме веднаш. Обвинителството ја прошири истрагата за трагедијата во Кочани. Има приведени нови лица, се анализира голем број на процеси. Во овие вести Тамара Дичовска. Колку лица се опфатени во оваа истрага, зашто тие се сомничат? Актуелни функционери, поранешни министри за економија, поранешни директори, но и актуелни на дирекцијата за заштита и спасување, со новите осомничени, односно оние кои што се сомничат дека имаат некаква поврзаност со трагичниот пожар кој што се случи во Кочани, се 23 лица, од кои 18 веќе се приведени според оние информации кои што ги имаме, а за другите ќе се постапува во текот на денот и сите ќе бидат викнати на распит пред јавен обвинител. Како што кажав, станува збор за тројца поранешни министри за економија во периодот од 2012 година, па се дури се случи трагичниот настан во Кочани. Едниот од нив, бидејќи е амбасадор во Норвешка, полицијата не можела да го најде дома, но тој на социјалните мрежи објави дека ќе се врати веднаш во Скопје за да им стои на располагање на истражните органи. Уапсен е актуелниот директор на дирекцијата за заштита и спасување, како и министерот без ресор. Сите од нив денеска ќе бидат однесени во Кочанското обвинителство на распит, со оглед на тоа што законскиот рок е од 24 часа. Најверојатно утре обвинителството ќе соопшти дали ќе биде определен притвор за нив и доколку биде определен каков и од колкава време траење. Сепак само оскудни информации има денеска и од МВР и од обвинителството дека се спроведува акција, се приведуваат лица кои што имаат некаква поврзаност со пожарот во Кочани, но дека информации ќе споделат кога ќе завршат действијата кои што ги преземат. Имињата на приведените актуелни поранешни функционери и министри, како и целите детали околу проширувањето на истрагата ги гледаме во прилогот во продолжение. За пожарот во Кочани уапсени се и поранишните министри за економија Валјон Сарачини и Беким Незири, кои се кадри на ДУИ. Уапсени и актуелниот директор на дирекцијата за заштита и спасување Џеват Салами, кој од коалицијата Влен, а уапсени и министерот без ресор Шабан Салију, кој е и поранешен директор на ДЗС. Истрагата се проширува на 23 нови лица според неофицијалните информации. 18 се веќе обезбедени, 4 во текот на денот ќе бидат повикани на распит, а едно лице е во странство. Станува збор за поранишниот министер за економија Дритон Кучи, исто така кадар на ДУИ, кој во моментов е амбасадор во Норвешка. Тој на социјалните мрежи напиша дека откако денеска полицијата го барала во неговиот дом за информативен разговор, ќе се врати во Скопје. Верувам во правдата за општото добро. Со првиот лет ќе бидам во Скопје, не за да се оправдам, туку за да потврдам дека транспарентноста и довербата се единствениот пат напред. Тука сум со мирна совест, чист пред себе, со непоколеблива волја пред Бога и пред законите на државата. Е делот од неговата објава на социјалните мрежи. Уапсени се и сите министри за економија и директори на ДЗС од 2012 година, од кога работела дискотеката Пулс, но не и актуелниот министер за економија Бисер Дурмиши. И од обвинителството и од МВР потврдија дека се спроведува акција, но без конкретни детали. По наредба на јавен обвинител, во тек е акција за приведување на повеќе лица, а во насока на проширување на истрагата за пожарот во Кочани. Надлежните институции ќе информираат јавноста координирано штом бидат завршени действијата кои се во тек, соопшти од обвинителството. Приведените ќе се носат на распит во обвинителството во Кочани. До сега осомничени за пожарот во дискотеката Пулс се вкупно 34 лица. Еден од осомничените, според документите, управител на дискотеката, им подлегна на повредите. Обвинителството синоќа побара да се продолжи
продолжат ефективните и куќните притвори за сите, а за тројца, еден поранешен директор на ДПИ, еден инспектор и еден член на обезбедувањето во дискотеката, ефективниот притвор да се замени со куќен. Од судот во Кочани за Сител вела дека се уште нема донесена одлука околу предлогот на обвинителството. Тамара Дичевска, Сител телевизија. А состојбата на останатите повредени кои се на лекување во домашните и во странските болници останува непроменета. За денешниот медицински билтен Александар Динев. 4 недели од големата трагедија во Кочани на лекување во странски медицински центри остануваат 48 повредени во пожарот во дискотеката. Министерството за здравство информира дека денеска не се планирани исписи од тамошните болници. Состојбата на пациентите останува непроменета, односно остануваат во критична состојба пациентите за кои претходно информиравме, додека останатите пациенти се во стабилна состојба, соопшти од МЗ. Во македонските болници на лекување се 10 пациенти, 4 во Стара Градска, 3 на клиниката за пластична хирургија, 1 во ГОП 8 септември и 2 во Аџибадем Систина. Вчера според протоколите во здравствените установи во државата биле прегледани и 7 повредени кои се вратија од исто толку странски центри, каде беа испратени за лекување. Овие пациенти има комбинирани повреди, има изгореници на кожата, изгореници и на дишните органи. Што се однесува до изгорениците на кожата, тие пациенти се враќаат на клиниката за пластична хирургија, дел од нив се враќаат во останатите болници во Скопје. Така. Овие што се враќаат на клиниката за пластична хирургија, кај некој од нив лекувањето е целосно завршено, а кај некој од нив ќе има потреба од дополнителни хируршки процедури за тоа лекување да се донесе до крај. На 16 март во клубот во Кочани беа повредени повеќе од 200 лица, а 61 починаа, меѓу кои 20 пациенти кои им подлегнаа на повредите во Литванија. Александар Динев, Сител телевизија. Во Кочани денеска мирен протест, роднини на загинатите бараат правда. Трајан Ристовски јавува. Семејствата на загинатите од трагедијата во Кочани денеска организираа протест под мотото за доцната реакција. На протестот семејствата на жртвите ја повикаа целата држава да ја сподели нивната болка и заедно да побараат правда за 62 прерано одземени животи, а повеќе од 200 се повредени. Над 50 од нив се уште се во здравствените установи во земјава и странство. Символично, учесниците на маршот тргнаа од паркот на револуцијата во 12 часот и 5 минути, со што го искажаа незадоволството од задоцнатата реакција на надлежните институции, како една од причините за големата трагедија. Тешко е. Тешко е. Болката е стварно голема, ама тоа е. Ќе треба време да поминева болка. Се е корумпирано. Рибата од главата смрди. Во тишина и молк, колоната од неколку стотини граѓани поминаа во трговскиот центар, кратко задржувајќи се пред кафе барот, чиј собственик ја имаше и дискотеката, а оттаму се упатија пред зградата на општина Кочани, каде се наоѓаат и просториите на државниот пазарен инспекторат. Со едноминутен молк пред полициската станица, граѓаните го искажаа незадоволството од ненавременото постапување за да се спречи катастрофата, а потоа пред основниот суд и основното јавно обвинителство побараа информации за досегашната истражна постапка. Граѓаните на маршот истакнаа транспаренти со надписи: "Нашите ангели заслужуваат правда", "Стоп за селективна правда", "Ова не е несреќа, ова е убиство". Потоа се вратија на почетното место во паркот и најавија дека ваквите протести ќе продолжат се додека не се откријат и казнат виновниците за трагичниот настан. За Сител, Трајан Ристовски. Косово и Македонија со една точка на контрола на граничниот премин Блаце ќе овозможили побрз проток на патници. Втора година поред во Скопје, Лазарова поворка за Лазарова сабота. Македонија и Косово отворија систем на една гранична контрола на преминот кај Блаце. Очекувањата се дека ова ќе овозможи побрз проток на патници и стока. Катерина Нешкова. Една проверка на пасош, помалку ред за чекање, но и поголема посветеност на граничните служби за безбедноста меѓу Македонија и Косово. Од денеска принципот на One Stop Shop почна да се применува и на македонско-косовската граница на преминот Блаце-Елесхан. Но ова не е само техничка придобивка за граѓаните и бизнисот, туку и најдобар доказ за јакната меѓусебна доверба меѓу двете држави, како и јасна определба за интеграција на Западен Балкан со отворени граници кон Европската унија. Согласни се владите на двете држави. Ова граница која досега
значеше пречка, од денес станува символ на модерноста, интеграцијата и регионалната зрелост. Драги пријатели, ние не ја градиме само инфраструктурата на граничниот премин. Ние ја градиме инфраструктурата на меѓусебната доверба. Историјата често пати не учеше преку поделби. Денес решивме да бидеме генерација која ќе учи преку поврзувања. Денешниот ден ќе остане забележан како ден кога одлучивме дека иднината почнува овде со еден пасош, со едно застанување во две држави кои гледаат во иста европска насока. Ова е време да покажеме лидерство, а не виктимизација, соработка, а не поделба, визија, а не носталгија за минатото. Бидејќи Балканот е Европа, Балканот заслужува да биде дел од Европска Унија, не како товар, туку како додадена вредност. И косовскиот премиер Курти вели дека освен инфраструктурно поврзување, ова е голем чекор во добрососедските односи. Иницирам во 2000 години иницијацијата на заеднички граничен премин во Блаце по концептот влез. Влез е пример за еден конкретен и практичен пример и знак за поголема доверба помеѓу нас. Се надевам дека ова ќе биде придружуван со најскорошно завршување на автопатот Скопје-Блац и тунелот Призрен. Два суштински проекти кои што дополнително ќе ги зајакнат од поврзувањата помеѓу граѓаните и бизнис. Ни сите три гранични премини кон Косово лани поминале над 5 милиони граѓани, од кои 4,3 милиони се токму низ граничниот премин Блаце-Елесхан. Целта е јасна, побрзо, поедноставно и побезбедно преминување на границата. За патниците тоа значи една проверка наместо две, пократко чекање и подобро искуство, а за службите поефикасна работа, подобра координација и посилна борба против незаконските активности. Ова несомнено е рефлексија на нашите заеднички аспирации за отворени граници, но и безбедни граници. Форматот на граничен премин со само едно застанување сега е успешно реализиран со Република Албанија, а убеден сум дека исто така ќе биде успешен и со Република Северна Македонија. Токму државниците од двете земји имаа прилика први да го поминат преминот само со една проверка. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Коалицијата Влено останува обединета, но детали за поделбата на општините на локалните избори останува тема за која дополнително треба да се разговара. Овој заклучокот од вчерашниот состанок на четворицата лидери на партиите од оваа владина коалиција. Конструктивен и пријателски бил синоќешниот состанок на лидерите на коалицијата Вреди, тие се поблиску до договор за заеднички настап на локалните избори, што беше и најголемата пречка меѓу партнерите. Сепак работните групи составени од представници на партиите на владината албанска коалиција ќе треба и понатаму да ги пеглаат разликите меѓу лидерот на Алијансата Равари од една страна, лидерите на Демократско движење Изет Меджити, на Беса Касами и на Алтернатива за Кирија Ибраими од друга страна. Разговаравме за следните избори, за следните средби. Беше во сосема пријателски и колективен дух. Детално ќе разговараме за тоа во кои општини ќе одиме заедно. Така што ова беше уште една позитивна средба во духот на соработката. Апсолутно, ние сме заедно. Продолжуваме заеднички и останува да се разговара само за деталите и општините за тоа како ќе се поделат. Не се согласуваме на најдобар можен начин, но во секој политички субјект тоа се случува, и кај поединечни партии. Сличен став дека сите во коалицијата се заедно пред состанокот имаше и Таравари, кој всушност претходно бараше самостоен настап за локалните избори и имаше контакти со представници од опозицијската ДУИ за нивна поддршка во одредени општини. Ова па ги разлути Касами Меджити, кој отворено побараа Таравари да се определи дали останува кај нив и со владата или пак ќе соработува со интегративците. Лидерот на Алијанса денеска коментираше дека немал средба лично со Ахмети. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Остри реакции за предлогот на владата за нов начин на пресметка на потрошувачката кошница. Вучич ги собира своите приврзаници од цела Србија. Остри реакции на најавата на владата за нова пресметка на синдикалната кошничка. Од ССМ велат дека ниту во нивната кошничка нема алкохол и цигари, ниту пак летување во странство.
Синдикалната кошница не е луксузна, туку реална, која покажува колку чинат минималните месечни трошоци за едно семејство да го истурка месецот. Реагира ССМ по најавата на власта дека ја скроиле нивната просечна кошница. Ниво синдикалната нема одмор во странство, туку 10 дена во бунгало во Дојран. Има и еден хамбургер месечно, но и трошоци за превоз, сметки, лекови, образование, односно се она што домаќинствата го трошат, велат од ССМ. Безобразно министерства да пресметуваат колку чини животот на граѓаните, имајќи во предвид дека прво станува збор за тричлено семејство и навистина е неблагодарно да избркаме некој член на дома за да преживееме во месецот. Тоа сме ставили кафе и нешто што далеку од тоа што сме мислеле дека е луксус. Има по еден хамбургер, например, во ресторански услуги и пак ќе кажам, тоа не е минимум, тоа е дури мизерно да се каже дека е луксус од страна на една влада за да пресметува просечна потрошувачка кошничка. Срамна и скандалозна е кошничката која владата ја скрои, реагира опозицијската СДСМ. Целта е да го убедат народот дека со 400 евра месечно може да се живее, без ниту денар за рекреација, одмор или култура. За владата папаја, манго и аспарагус, а за граѓаните само трошки. За граѓаните да биде луксус одморот, а власта да изнајмува цели авиони на грбот на народот. Целта на владата е да го замени реалниот показател, минималната синдикална кошничка со нова, владина креирана просечна потрошувачка кошничка. Ама не за 4-члено, туку за 3-члено семејство. Заменик министерот за економија објави дека во просечната кошница нема место за алкохол, цигари, вонсезонски овошја, но и за одмор во странство. Што ќе содржи ристески необелодени, но изјави дека ќе биде реална. Владината кошница сега ќе треба да ја усвои социјоекономскиот совет. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Затворени 4 угостителски објекти во југоистокот поради недоследности во заштитата од пожари. 4 големи угостителски објекти во југоистокот, од кои 3 во Струмица и 1 во Ѓевѓелија се затворени, бидејќи не ги исполнувале условите предвидени со Законот за заштита и спасување. На истите им била изречена и глоба во висина од 5000 евра. Објектите ќе бидат затворени се до моментот додека не ги отстранат недостатоците кои биле констатирани за време на надзорот, направен од страна на инспекторите за пожар. Главната причина за затварање на објектите е немањето техничка документација, односно елаборат за заштита од пожари и експлозии и планската документација. Елаборат се доставува од страна на инвеститорот при градба на објект, на нов објект, при реконструкција или пренамена на веќе постоечки објекти. Истиот тој елаборат сите инвеститори го доставуваат до општините, кај што им е објектот, а општините по електронски пат треба да го достават до Дирекција за заштита и спасување и нашите колеги од Дирекцијата за заштита и спасување да го прегледат и да дадат мислење, односно согласност дали ги исполнува тој објект условите за противпожарна заштита или не ги исполнува. Доколку ги исполнува, даваме согласност, доколку не, даваме забелешки. Инспекцијските надзори биле реализирани во изминатите 15 на дена, а предмет на проверка по големите објекти во регионот како што се ноќни барови, кабареа и дискотеки. Дел од објектите, претежно со капацитет од 20 до 50 лица, добиле само опомени, но и рок за отстранување на недостатоците. Во спротивно, и тие ќе бидат казнети и затворени. Кај помалите објекти, кај што собираат, да кажеме, од 25 до 50 лица, прво одиме со опомена, им даваме рок, значи најбрз можен рок за отстранување на недостатоците и после поминувањето на тој рок одиме во контролен инспекцијски надзор, доколку мерките наложени за отстранување на недостатоците не се спроведени, тогаш ќе спроведеме затварање на објектот и глоба. Инспекцијските надзори, како вонредни, така и редовни, ќе продолжат и понатаму, а освен угостителските објекти, паралелно ќе се контролираат градинките и училиштата, домовите за стари лица, театрите, киносалите и домовите за култура, како и сите останати објекти каде што се одржуваат масовни собири. До кога и колку ќе траат контролите за сега не е познато, бидејќи еден од главните проблеми со кои се соочуваат инспекторите е слабата екипираност. Целиот југоисточен и дел од источниот регион, почнувајќи од Берово и Пехчево па се до Ѓевѓелија, го покриваат само 20 инспектори. Зорен Ѓорѓиев за Сител телевизија. Се зголемува интересот за тутунот. Македонија втора во светот по Турција за производство на ароматичен тутун.
За разлика од лани годинава е зголемен интересот за засадување на тутунот. Подпишани се околу 30.000 договори, со очекуван принос од 27 милиони килограми. А исто така годинава е зголемена и бројката на хектари кои што се планираат да се засадат и таа изнесува околу 14.000 хектари, што е за околу 8% повеќе од лани, како во планирани површини, така во зголемени договори. А сето се должи на оваа година, значи за оваа реколта што тутуно се плати доволно висока цена, да речам највисока цена, ради задоволството од финансискиот бенефит што го видоа тутунарите, се зголемени површините и договорите. Представниците на Сојузот на тутунски здруженија присуствуваа на конференцијата на Европската асоциација УНИТАП, која што се грижи за интересите на тутунарите, каде што добиле ветување дека ќе бидат примени, иако Македонија се уште не е членка на ЕУ. На наредниот состанок во октомври во Неапол во Италија да бидеме полноправна членка на ова асоциација која ги брани интересите на тутунопроизводителите. Така да мислиме дека многу повеќе ќе допринесиме за да го задржиме производството на тутунопроизводството. Македонија во моментов, после Турција, е втора земја во светот по производство на ароматичен тутун. Ова дава надеж дека македонската тутунска индустрија има големи шанси за развој во иднина. Поготово македонскиот тутун се бара на светската берза ради тоа што во моментов сме втора земја по производство на ароматичен тутун во светот, после Турција. Така да има недостиг, значи потребите на ниво на светов за ароматичниот тутун се негде околу 120 милиони, меѓутоа светов испорачува околу 100 милиони. Значи се јавува недостиг негде околу 20-30 милиони килограми на тутун. Инаку годинава тутунарите бараа 510 денари за прва класа, а од откупувачите добија само 420 денари. Дали ќе има зголемување на цените со анекси на договорите, ќе се знае до крајот на годината. За Сител, Дарко Штарговски. Навремено детектирање може да го спречи меѓуврсничкото наследство, велат експертите. Нина Ритоновска. Врсничкото насилство се уште присутно во училиштата. Како жртви се јавуваат и машките и женските деца, и тоа најчесто од оние семејства со понизок економско-социјален статус. Ги има во сите форми: психолошко преку омаловажување и подсмев, физичко со тепање и удирање, но и сајбер насилство и смејување во пораки или групи на социјалните мрежи. Децата, иако го препознаваат и за разлика од минатото, поголем дел од нив се охрабрени да го пријавуваат ваквото насилство. Сепак оваа појава не е искоренета. Професорите сметаат дека навременото детектирање е клучно во борбата со булингот. Најпрвично е што повеќе да се детектираат таквите случаи, а детектирањето значи само разговор со учениците. Тоа не значи дека уште од првиот момент и не значи тоа дека ученикот ќе дојде и ќе ја пренесе веднаш информацијата, туку само со комуникација со учениците, само со стекнување доверба кај нив, учениците ќе го пренесат тоа кое што било на каков начин ние ќе почувствуваме дека нешто се случува. Дури и да не го пренесат директно, ние треба да ги следиме во тие насоки. Многу значајно во решавање на овој проблем е и соработката помеѓу родителот, ученикот и наставникот. Најважна е соработката со родителите и нормално тој триаголник кој што мора да функционира. Родител, наставник и ученик. Кога ќе се работи, најпрвично психолошки советодавно, таквите ситуации ќе ги сведиме на најминимално ниво. Според психолозите и социолозите, жртвите на врсничко насилство обично патат од чувство на страв, срам и фрустрации, кои им прават да се чувствуваат безпомошно, незаштитено и осамено. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Денеска во Скопје протести за зачувување на животната средина повод последните загадувања на крива река. Увидовме дека има пропуск кај државниот инспекторат. Должен инспекторатот, значи, да ни даде информации што е можно побрзо. И кратко би апелирал до сите претходно кај сите влади и оваа влада сега да ги тргнат рацете од животната средина, бидејќи тоа е нешто најсветото што граѓаните го заслужуваат и по устав, значи имаат право на здрав живот.
Втора година поред во Скопје се одржа Лазарова поворка за празникот Лазарова сабота пред Великден. Голем број млади беа дел од поворката пеејќи традиционални црковни песни за празникот. Нашите, како да ги кажам, нели волонтери од Кичево, кои што веќе долги години го организираат Лазаровиве поворки во Кичево. Решивме да го направиме во Скопје лани, каде што предизвика доста убав одзив. Значи немавме некоја посебна најава, освен што се собраа децата ги пееа каландите и искрено плоштадот се наполни. Луѓето прилично убаво реагираа на сето тоа што го правевме, ги делевме врабовите гранчиња и решивме оваа година повторно да го повториме истото со една најава, известување до сите кои што сакаат да ни се приклучат. Па веќе можете да забележите, плоштадот ни се полни, ќе ги пееме Лазаровите каланди и ќе шириме љубовта и радоста Христова. Балканот во геополитичките случувања, европеизација или радикализација, Загреб, Тирана, Приштина, наспроти Белград, Будимпешта, Македонија и регионалните случувања, дали Трамп и Путин цртаат сфери на влијание на овој дел од Европа. Во тема на денот, регионална анализа со Александар Чомовски. Во продолжение блог